Првенството во втората Лига Исток заврши, а од управата на ФК Осогово ниту најава, ниту глас дека ќе се направи анализа на полусезоната со отчет за планираното и реализираното. 4 дена може би секус период, но кога клубот ќе оствари катастрофални резултати и не треба многу време за да се сумираат податоците и да се пласираат на јавноста. Баш кај што клубот со веб страната имаше можност во текот на полусезоната да работи отчетно преку информации за работењето со екипата, за тоа колкави се приходите од бизнис секторот и од општината, наспроти расходите, колку влезници се продадени и колку средства се собрани по тој основ, кој е најскапот фудбалер и така натаму. Чекањето победа од Прилеп да му ја реши ја второлигашката судбина на Осогово во Кочани се доживува различно. Со ваква организациона поставеност, со подпросечна екипа и особено без решено финансирање на клубот, повеќе казна отколку награда е обезбедувањето на опстанокот во втората лига, па за многумина тоа ќе значи продолжување на маките на Осогово. Дотолку повеќе што до година клубот ќе нема кого да го победи, бидејќи дури и третолигашот Кидго, кој веќе е нов второлигаш, зимос ќе му држуваше лекции по фудбал на жолто-сините. Поради сето тоа, неопходна е сеопфатна анализа за сегашноста и иднината на клубот, се со цел да се дефинираат реалните можности и врз основа на нив да се гради долгорочна стратегија. Бидејќи вака ниту се прави европски клуб, ниту им се дава шанса на талентите од Кочани и регионот да ја градат својата фудбалска иднина. Токму затоа, може би е време да се направат 2 чекори назад, за да се тргне квалитетно по подолгиот, но единствениот пат до успехот. Кој знае, може би кочанските фудбалски европејци треба да погледнат малку во базата, во фудбалските школи за деца и младинци и од нив да научат дека не е се во расфрлањето пари.